Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Се откажуваат туристички и деловни патувања поради проблемите со пасошите. Жители на улицата Асном бараат инфраструктурни услови, во спротивно ќе ја тужат општината. Комуналец расчистува диви депонии. Од полној поскапува дизелот. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно сончево и топло време со локална облачност и максимални 10 степени Целзиусови. Во вторник во западна, северозападна, северна, централна и источна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ветровито и посвежо со пад на температурите. Врнежи од дожд се очекуваат на југ од Апенинскиот и Балканскиот полуостров. На југ од Скандинавија, областа на Алпите и во крајните источни предели врнежи од снег. Во останатите делови од Европа ќе преовладува претежно сончево и топло време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди и дневни температури кои што ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе достигнат од 9 до 17 степени. Во Македонија во вторник ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Минималните температури ќе се движат во интервал од -2 до 5 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија ќе достигнат до 6, односно до 15 степени. Во Охрид во вторник ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе дува умерен слаб североисточен ветер. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во Охрид во среда умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 10 степени. Во четврток и петок по студеното утро со температура од -1, односно 0 степени, во текот на денот претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и дневна температура до 11, односно до 12 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Поради доцнењето на пасошите се откажуваат закажани туристички и деловни патувања во странство. Пропаѓаат купени авиобилети и платено сместување. Финансиски штети врз грбот на граѓаните и туристичките агенции. Десетици откажани аранжмани, пропаднати авиобилети и платено сместување во странство. Промената на патните исправи доведе до откажување на голем број закажани туристички и деловни патувања. Голем број граѓани кои уште во декември го започнале процесот на промена на документи се уште немаат пасоши. Од туристичките агенции во Охрид велат финансиски импликации имаат и граѓаните и агенциите. Секако дека имаме проблем во работењето заради ваѓањето на новите документи со новото име, заради доцнењето на ваѓањето на пасошите и на личните карти. Имаме проблеми во работењето, закажани аранжмани, патниците не можат благовремено да ги добијат своите патни документи и тука се стварат доста проблеми. Туристичките агенции стравуваат дека поради доцнењето на пасошите ќе има откажување и на редовните екскурзии на учениците. Почнуваат и средношколските екскурзии кои што учениците со нетрпение ги очекуваат, но со овај тренд ако се продолжи, мислам дека ќе имаме и таму проблеми, ќе има ученици кои што не ќе успеат да извадат пасоши и замислите какво ќе биде чувството некој дете да оди на екскурзија, некој да не оди, ќе имаме доста непријатни ситуации за децата, а и за нас како туристички агенции, бидејќи ние унапред плаќаме и хотели и сите други останати услуги. Од туристичките агенции велат трпат сериозни загуби, бидејќи се соочуваат и со откажување на аранжманите за 8 март и за великденските празници, поради тоа што граѓаните не знаат дали ќе ги добијат новите патни исправи. Колкави ќе бидат штетите на туристичките агенции и на граѓаните за сега не се знае, но дел од туристичките работници велат се размислува и за барање на одштета од државата. Жители на улицата Асном со опомена до градоначалникот и општина Охрид дека ќе тужат во Страсбур, доколку не им се асфалтира улицата и не им се подобрат инфраструктурните услови за живење. Велат дека се чувствуваат како граѓани од втор ред во сопствениот град, бидејќи локалната со години не одговара на нивните барања и реакции. Жители на Асном десетина години бараат асфалт и уредување на инфраструктурата. Станари од неколку згради што се наоѓаат во близина на улицата повеќе пати се обиделе да контактираат со градоначалникот на општината Пецаков, но и неговиот претходник Георгиевски, но велат дека не добиле никаква реакција. Напоменуваат дека пред 8 години инвеститорите ги подмириле комуналните давачки кон општината при населувањето, но општината не ги исполнила своите обврски во однос на уредување на инфраструктурата во населбата Бејбунар. Граѓаните во допис до медиумите велат дека своите права ќе ги бараат по судски пат. Планираат да ја тужат општината во Страсбур, при тоа посочуваат дека не само што бараат уредување на улицата кој е нивно право, туку бараат и одштета поради нарушено човечко достоинство и право на цивилизирано живење, како и поради забрзано амортизирање на нивните возила. Прикажаните слики се секојдневна реалност за жителите на улицата Асном, позната како Писта. Имено нејзината состојба е темна и безнадежна, неасфалтирана, полна со дупки, бари, без јавно осветлување, туку со наше од зградите, илегален паркинг за туристи и наркомани во летниот период, собиралиште на незгрижени кучиња до неодамна и главна артерија за ископана земја и градежен шут за секоја градежна активност во населба Бејбунар. Срдисани од сите страни, веќе 2,5 години интензивно, а и подолго со помал интензитет, нашите домови се наоѓаат во епицентарот на градежната активност. Иако е сваќаме неизбежноста на планската градежна дејност, условите за живење се далеку од прифатливи, се вели во дописот до медиумите. Поради градежни активности се жалат дека влезовите во нивните домови се непристапни од рано утро до досна навечер, населбата е исполнета со бучава од механизација, викање на мајстори, кратери, цевки, шути, кал на секој чекор, а возилата им се пред време амортизирани. Поради сето тоа, станарите од неколку згради на Асном велат дека животот им е неподнослив и дека се чувствуваат како граѓани од втор ред во сопствениот град.
Расчистени диви депонии и реализирани бројни активности за одржување на јавната чистота од страна на јавното предпријатие Охридски комуналец. Јавното предпријатие Охридски комуналец реализира акција за расчистување на диви депонии во село Рамне и Косел, од каде се подигнати 46 метри кубни кабаст и зелен отпад. Предпријатието спроведе активности за одржување на јавна чистота во селата Подмолје, Рамне, Велестово, Горно и Долно Лакочереј, населба Грашница и кај детското игралиште во населба Видобишта. Вонредни активности за местење кај прекопите на улиците 7 ноември, Железничка, Ариф Мустафа и во близина на зградите каде се одвиваат градежни активности во населба Бејбунар, информираат од јавното предпријатие Охридски комуналец. Предлог законот за забрана на нефер трговски практики денеска помина на Комисијата за европски прашања. Законот кој влегува во собрание со европско знаменце се очекува да има позитивни ефекти во трговијата со земјоделски и прехранбени производи и намалени цени за крајниот потрошувач. Предлог законот за забрана на нефер трговски практики во синџир на снабдување на земјоделски и прехранбени производи денеска во прво читање беше прифатен од Собраниската комисија за европски прашања и е проследен во понатамошна собраниска процедура. На денешната седница било образложено дека со предлог законот се очекуваат позитивни ефекти и намалени цени за крајниот потрошувач. Според Министерството за економија, кој е предлагач на овој закон, станува збор за примена и целосно хармонизирање со европските директиви за нефер трговски практики во односите меѓу предпријатијата во синџирот на снабдување со земјоделство и храна. Треба да обезбеди примена на европските практики во целокупниот синџир на снабдување со овие производи, како и во поглед на поширокиот опсег на неговиот предмет на уредување. Се очекува да се постигнат позитивни ефекти во деловното работење кај сите оператори, купувачи и добавувачи, кои се активни во синџирот на снабдување со земјоделски производи и храна во различни фази на производство, преработка, маркетинг, дистрибуција и малопродажба на земјоделски и прехранбени производи и соодветна примена на забраните на нефер трговски практики во синџирот на снабдување. Исто така се обезбедува начин за поефикасни контроли и надзор на Комисијата за заштита на конкуренција, која што добива дополнителна надлежност. Предлог текстот на законот за нефер трговски практики во делот на трговијата со земјоделски и прехранбени производи предвидува 26 такви практики кои ќе бидат регулирани, а непочитувањето ќе значи плаќање глоба и до 20.000 евра. Една од клучните новини на овој закон е ограничувањето на рабатот кој се договара меѓу учесниците во прометот. Царинската управа на Македонија спречи шверц на таблети трамадол на излез од државата кај македонски државјанин во автобус кој сообраќал на редовна линија Македонија-Данска. Против него е поднесена соодветна пријава. Мобилен тим на Царинската управа спречи шверц на 3590 таблети трамадол откриени во личен багаж на еден патник при контрола на автобус на граничен премин Табановце. Во моментот кога автобусот е ставен на мобилен скенер, при што секој од патниците го извади својот личен багаж надвор од автобусот, патникот се обиде да го искористи моментот и ја фрли торбата преку жичаната ограда на царинскиот терминал Табановце. Во ова е воочен од страна на еден од инспекторите, при што веднаш беше тргнат на детална контрола. Во неговиот личен багаж, во ракави на блузи, ногавици на фармерки и во чорапи се откриени вкупно 359 ленти со по 10 апчиња до рета, кои што содржат 75 мг трамадол хидрохлорид, информираат од Царинската управа. Случајот инаку е откриен на излез од државата, а автобусот сообраќал на редовна линија Македонија-Данска. Против патникот, македонски државјанин, е поднесена соодветна пријава, информираат од Царинската управа на Македонија. Семејно насилство, кражба, фалсификување, пожар. Следува билтенот на СВР Охрид. На 18 февруари 2024 година во 5 часот и 45 минути во СВР Охрид е пријавено дека ДС, 47 годишен од едно охридско село, во семејниот дом физички ја нападнал неговата сопруга. Против напаѓачот ќе биде поднесена соодветна пријава. На 17 февруари во 20 часот и 40 минути во Охрид полициски службеници од СВР Охрид го привеле НН, 38 годишен од Охрид. Тој бил затекнат при извршување кражба во трговски
търговски објект во Охрид, при што одзел повеќе производи. Одземеното е пронајдено и вратено на собственикот. По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. СВР Охрид поднесе кривична пријава против лицето ДК, 49 годишен од Охрид, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, издавање и употреба на невистинито лекарско или ветеринарно уверение. При сообраќајна контрола, полициските службеници запреле такси возило кое го управувал пријавениот, кој на увид дал лекарско уверение за кое по извршени проверки било утврдено дека е фалсификувано. На 18 февруари во 18 часот и 40 минути во СВР Охрид е пријавено дека во местноста Велмешко блато, атар на селото Велмеј, општина Дебарца, настанал пожар на нискостеблеста вегетација на земјиште во државна собственост. Повредени лица нема, а интервенирала територијалната противпожарна единица Охрид. На 18 февруари 2024 година, во периодот од 14 до 19 часот, на подрачјето на СВР Охрид извршени се засилени сообраќајни контроли. При тоа, полициските службеници затекнале и санкционирале 74 возачи кои управувале моторни возила со брзина поголема од дозволената. Во Охрид 19, Струга 30, Кичево 19 и Дебар 6. Информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Од ноќеска на полноќ се зголемува цената на дизелот и на екстра лесното масло за домаќинство, а бензините остануваат со исти цени. Регулаторната комисија за енергетика соопшти дека од ноќеска на полноќ малопродажните цени на евродизелот и на екстра лесното масло за домаќинство се зголемуваат за 1 денар и истите ќе изнесуваат 80,5 денари за литар дизел, односно 77,5 денари за литар екстра лесно масло за домаќинство. Малопродажната цена на Евросуперот БС-95 останува 83 денари, а на Евросуперот БС-98 85,5 денари за литар. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Двајца полицајци и еден лекар се убиени во Минесота при интервенција во куќа каде било пријавено семејно насилство. Напаѓачот, чиј идентитет се уште не е соопштен, бил убиен во престрелката со полицијата, а 7 деца на возраст помеѓу 2 и 15 години биле безбедно евакуирани. Лицето кое повикало полиција изјавило дека во куќата има вооружен маж кој како заложници држи членови на семејството. На местото на настанот пристигнале бројни полициски и медицински екипи кои се обиделе да разговараат со осомничениот, но тој наеднаш отворил оган кон полицијата. Истрагата е во тек и се испитуваат мотивите на напаѓачот. Во племенски конфликт во Папуа Нова Гвинеја загинале најмалку 26 лица. Полициски командант на провинцијата Енга изјавил дека ситуацијата се уште е тензична. Овој масакар е еден од последните случаи на ескалација на насилството помеѓу племињата во оваа земја и не се невообичаени за висорамнините на Папуа Нова Гвинеја, пишува Гардијан. Минатата година во меѓуплеменски конфликти загинале 150 луѓе. Австралискиот премиер Ентони Албанес изјавил дека ќе обезбедат поддршка, особено за обука на полицајци за зајакнување на безбедноста во Папуа Нова Гвинеја. 5 лица починале, а уште 6 се затруле од смртоносна бактерија пронајдена во кајмак произведен во млекарница во Виена, со која раководело лице по потекло од Србија. Во периодот помеѓу 2020 и 2022 година, наводно во млекарницата се појавила смртоносна бактерија, а директорот е обвинет за убиство од небрежност. Експертите во текот на постапката откриле дека кај пациентите била пронајдена бактеријата листерија, која била пронајдена и во српскиот кајмак произведен во виенската млекарница Глогниц. Судењето започнало во септември 2023 година. Според изјавите на сведоците, во фабриката за сирење имало ужасни услови, имало стаорци и се чувствувал непријатен мирис. Покрај низата пропусти во одржувањето, утврдено било и дека вработените не поминале соодветна обука и дека возилата за испорака не биле соодветно ладени. Во текот на истрагата се прошириле обвиненијата против директорот. Имено јавниот обвинител го обвинил дека повредил жена во неговата канцеларија, како и за кражба на готовина од касата на неговата фирма, но рочиштето по тие обвиненија е закажано за 14 март. Покрај казната од 13 месеци затвор, поранешниот директор ќе треба да плати и 25.000 евра одштета за тројца болни. Пресудата се уште не е правосилна.
Рекордни минусни температури во делови од Кина, најниски во последните 64 години. Во некои региони температурата се спуштила на минус 52,3 степени Целзиусови во услови на студен бран, предизвикувајќи прекини во сообраќајот. Снежните бури и замрзнатиот дожд ги заробиле патниците на железницата и патиштата за време на најголемиот празник кинеска Нова година. Во регионот на Алтай во неделата биле зафатени 853 километри патишта, со што властите испратиле 47 возила и 86 спасувачи да го расчистат снегот во текот на ноќта. Националната метеоролошка служба го подигна своето предупредување за услови на замрзнување на второто највисоко ниво, според весникот Global Times, со драматичен пат на температурите што се очекуваат низ целата земја до четврток. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.